По иницијатива на свештенството и поедини луѓе од диаспората, како што Ели Монка Васевска, живее и работи во Америка, воедно и еден од организаторите на Facebook фондот за донирање, со цел да се подобрат условите за живење на црковните конаци кои што се наменети за свештените лица и можат таму да престојуваат. Ете, за прв пат се собраа и доволно средства, во која што најпрвен ќе се реновира и ќе се изградат двата апартмана, во кои што ќе бидат за живеалиште на двојца свештеници. Се надеваме дека со Божја помош и кровот на црквата посветена на светиот пророк Илија ќе биде реновирана за брзо време. Претходното живеалиште во кое што се уште стои во изградба, не е срушено, нема некои баш доволни услови за живот и од тие причини, ете, пак ќе речам со Божја помош и со Божја промисла, по иницијатива на господјата Лимонка, во која што е во Америка, ќе направиме еден подобар соживот и услов за да можеме да живееме во новите конаси. Во црковниот двор има стамбен простор во кој претходно престојувале свештениците, но со текот на времето и немањето средства за одржување, истиот е оштетен и опасен за престој во него. Од тие причини, свештениците се приморани да живеат под кирија, да собереме средства да се обнови објектот до црквата во кој ќе можат да се преселат и живеат свештените лица, но и обновување на црквата Свети пророк Илија, да се зачува она што е свето, кое ќе остане за нашите идни поколенија, пишуваше меѓу другото во молбата на фондот за донирање.